Светите браќа Кирил и Методи оставиле длабока трага во историјата на словенските народи, поставувајќи ги темелите на писменоста, културата и духовноста. Нивната мисија не била само просветителска, туку и цивилизацијска, да му возможат на народот да го слушне Божиото Слово на свој разбирлив јазик. Токму за нивното значење и наследството утрово во Македонија наутро разговараме со отец доктор Илче Мицевски Игнат, декан на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски од Скопје. Отец Илче, добро утро. Добро дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија и нека е честит денешниот празник. Добро утро, честит нека ни е празникот на светите браќа Кирил и Методи и посакувам на вашите гледачи прекрасен ден. Отец Илче, на почеток на нашиот разговор, кои биле светите Кирил и Методи и во каков историски контекст се појавува нивната мисија? Накратко, оние општи податоци кои што ги знаеме сите. Најпрво дека биле браќа, родени од родители Лав и Марија во Солон, високо образовани лица. Знаеме дека светиот Методи бил управител на Брегалничката област, денешна Брегалница и Струмица, каде што имал доста успешна мисија. И посакал својот живот да му го посвети на Бога и се замонашил во манастирот на планината Олимп. Светиот Константин, како надарен, се образувал во познатата императорска школа Магнуар во Константинопол и кој ќе заврши таа школа ќе биде вработен како секретар на Патриаршиската библиотека, секретар на Патриархот, а потоа ќе стане и професор по филозофија на она школа која што тој самиот ја завршил, па дури и синот на императорот ќе му биде доверен за да биде професор. Покрај тоа, што ете биле браќи доста образовани луѓе, тие биле исто така посветени на Бога и на христијанскиот живот, значи биле големи верници, но исто така треба да знаеме дека биле и доста искусни дипломати. Ете во тие контексти каде што тие делуваат, знаеме дека императорот ги пратил во 3 мисии. Едната мисија е мисија така и сарацените во Багдад, бидејќи тогаш арапите земаат територии и добиваат доста голема политичка сила, па биле испратени таму на диалог и нивните жители ни кажуваат дека таа мисија успешно ја завршиле. Потоа исто така византинскиот император ги испратил во мисија кај казарите во денешен Крим, каде исто така завршиле успешна дипломатска мисија. И третата мисија е Моравската мисија, која што започнала во 863 година на повик или на молба на моравскиот кнез Ростислав, кој што побарал од императорот да му испрати учители кои што Словото Божјо ќе го проповедаат на разбирлив словенски јазик за народот кој што живеел на тие територии. Отец Илче, едно од најголемите нивни дела е токму создавањето на глаголицата. Зошто таа е толку значајна за словенските народи во тој период? Ако погледнеме наназад во историјата, ќе видиме дека големи антички цивилизации сите имале начин на пишување. Тука можеме да ги спомнеме хиероглифите на старите египјани, можеме да го спомнеме клинестото писмо на сумериците, на акадиците, тука е писмото на семитските народи, старогрчкиот јазик, латинскиот јазик. Значи сите големи цивилизации имале писмо и заради кое тоа писмо кое што денес нели археолошки се пронаоѓа и се чита, дознаваме многу работи за тие огромни цивилизации. И ете светите браќа Кирил и Методи измислиле словенска азбука, глаголицата, со цел да можат звуците на гласовите на јазикот словенски да го стават на хартија, ако можеме така да кажеме, и со цел да можат да го запишат и Словото Божјо, односно Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. И ете, важноста на ова азбука словенска, глаголицата е голема, бидејќи светите браќа успеале словенските народи да ги стават во редот со големите цивилизации. Зошто било важно во тој период богослужбата да се служи токму на еден разбирлив народен јазик? Светиот апостол Павле во една од посланиците ни вели дека е подобро да каже 5 збора на разбирлив јазик од 1000 зборови на неразбирлив јазик.
Важно е бидејќи ние кога го зборуваме нашиот мајчин јазик, размислуваме на тој јазик, пишуваме на тој јазик и се што имаме околу нас, дали тоа е култура, духовност, сето тоа го изразуваме преку нашиот мајчин јазик. Исто така и духовниот живот, односно молитвите кои што ние ги принесуваме кон Бога, најубаво се принесуваат преку мајчиниот јазик, бидејќи ние чувствуваме преку тој јазик. Ете затоа е толку важно богослуженијата да се извршуваат на разбирлив јазик за верниците. Отец Илче, со какви предизвици се соочиле браќата Кирил и Методи, ширејќи ги нивните мисии? Покрај предизвикот да стигнат до Моравија и Панонија, нели, долг пат ги очекувало, и предизвикот да основа школа, каде најпрво ќе почнат да ги образуваат и описменуваат младите луѓе од таму со цел да создадат свештенички клир и писмени луѓе кои што ќе ги умножуваат преведените веќе богослужбени книги на словенски јазик. Најголемите предизвици ги имале од страна на германското свештенство, кое што видело опасност од нивната мисија, Светото Евангелие да биде проповедано на словенски јазик и наишле на отпор од нивна страна, на клевети, на прогонства и 869 година и годината која ќе почине светиот Кирил, ќе се замонаши во Рим, отишле во Рим да дадат отчет или одговор пред папата. Но ете папата Адриан, новиот папат, бидејќи предходниот кој што ги повикал починал, ќе увиди дека нивната мисија не е лоша, дека делата и книгите кои што ги превеле се добри и тогаш што ќе ги благослови нивните преводи и ќе благослови да ја продолжат нивната мисија на словенски јазик. И се разбира, предизвиците не престанале тука. Свети Методи бил ракоположен за архиепископ на Моравија, се вратил да ја продолжи мисијата, но сепак прогонствата и гонењата на германското свештенство не престанале. Какво е значењето на нивното дело денес, особено во контекст на македонската духовна и културна традиција? Нивното дело не престанало со нивната смрт и со прогонството на нивните ученици од пределите на Моравија и на Панонија, туку било продолжено нивните ученици. Знаеме ние дека најважните ученици нивни се светите Климент и Наум Охридски, се извинувам, потоа Сава Горест Ангелари. Дел од нивните ученици останале во денешните предели на Словенија и Хрватска, каде што продолжиле да користат глаголицата, да преведуваат книги, да описменуваат други луѓе. А свети Климент, свети Наум, свети Гораст поминале на овие наши краишта од Охрид, Албанија, Бугарија денес. И нивното дело било продолжено особено во Охридската книжевна школа, основана од страна на светиот Климент Охридски, од каде што повторно ќе се најде плодна почва за развивање на словенската писменост преку преведување и умножување на Светото писмо и на словенските богослужбени книги. И знаеме со историски докази дека од Охридската книжевна школа тие богослужбени книги, Светото Евангелие, биле испратени кај новопокрстените словенски народи кои што го примиле христијанството во тие периоди. И тога ќе ги спомнеме во тој период се крстени бугарите, потоа ќе бидат покрстени и русите, и од каде можат да се добијат литература на словенски јазик, ако не од Охридската книжевна школа. И ете затоа тоа нивно дело не умрело со нив, туку продолжило да се развива од нашите краишта понатаму кон другите словенски народи. Отец Илче, за крај на нашиот разговор, како младите денес можат да го разберат и продолжат делото што го започнале светите браќи Кирил и Методи? Младите денес треба да сватат дека светот не се менува преку ноќ. Така и она успешно дело и мисија која што направиле светите браќи Кирил и Методи не се случила преку ноќ, туку подразбира труд, упорност и многу љубов. Бидејќи нивниот успех бил успешен затоа што покажале многу љубов кон словенските народи, кон нивното описменување и најмногу кон грижата Словото Божјо да им го пренесат на мајчин јазик. Па така нашите млади денес тоа можат да го продолжат негувајќи го својот мајчин јазик, читајќи литература на својот мајчин јазик и да не заборават дека образованието е доста важно во животот. Отец Илче, ви благодарам за информациите што ги споделивте со нас ова утро, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам јас. За важноста на светите
браќа Кирил и Методи за нивниот придонес кон описменувањето, но и за нивните мисии. Утрово во Македонија наутро разговаравме со отец доктор Илче Мицевски Игнат, декан на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски од Скопје.